Почитувани гледачи, време е за вестите на Ирис телевизија. Гол популизам, празно ветување, оценката на граѓанските здруженија за вчерашната најава дека минималната плата ќе се зголеми за 20%. Првомајската најава на синдикатот и на министерот за труд не е подкрепена со договор за зголемување на минималната плата. Граѓанските здруженија вчерашната првомајска најава на Сојузот на синдикатите и на министерот за труд и социјална политика за зголемување на минималната плата за 20% ја оценуваат како празно ветување и популистичка. Според нив вчера, меѓу двете страни, не виделе договор кој јасно ќе презентира како ќе се зголемува минималната плата. Не успеав да видам никаков документ, а доколку би се успеал таков документ, тој документ треба да се создаде закон, па тој закон да премине во собрание, па каде пратениците би требало да го гласат. Во услови во кои се наоѓаме, можам слободно да заклучам дека се работи за гол популизам помеѓу најранливата група на граѓани во Република Македонија кои што преживуваат со 6.000 денари месечна плата, 7.000 или 8.000 денари. Според Трајков, вчерашниот договор кој никој не го виде е постигнат меѓу Живко Митревски и министерот, а за Митревски се уште не се знае дали е легитимен представник на Сојузот на синдикатите на Македонија. Доколку синдикатите и ресорното министерство сакаа реално да најават зголемување на минималната плата, тоа ќе го сторија во време кога собранието работеше, а не во време на политичка криза. Со делот за покачувањето на минималната плата од 20%, дали тоа значи дека ќе се издрми прво минималната плата во двете индустрии, во која за останатите е 10.800 денари, а за текстилната индустрија е 9.080 денари. Дали прво ќе се издрми таа минимална плата, па заеднички ќе се покачи целосно на 20%. Значи, овие неуставни категории на две плати кои што ги постојат во Република Македонија не се решени, а не па камоли да зборуваме за покачување на минималната плата. Експертите забележуваат дека секоја власт сака да се додвори на работниците, ветувајќи им зголемување на минималната плата, но во пракса тешко се подобрува животниот стандард на работниците. Над 4500 штипјани ја поддржале граѓанската иницијатива 5 до 12, со која се бара подобри услови за живот за лицата со посебни потреби. Во наредниот период ќе биде формиран сојуз во кој ќе членуваат 60 на невладини здруженија. Кампување во шатори во Жена парк е закажано и за овој месец. Повеќе од 4500 штипјани со својот потпис ја поддржале иницијативата 5 до 12. На овој начин, тие им дадоа поддршка на родителите на деца со посебни потреби, кои од државата бараат подобри услови за живот за своите најмили. Пунктовите кои беа поставени на плоштадите во сите градови во државата веќе се затворени. До петокот беше официјалното собирање, меѓутоа има желба помеѓу граѓаните кои што не можеле, бабички ни се јавуваат кои што не можеле физички да дојдат, па за да не им скратиме, ми носиме тетрадката дома да се потпишат, бидејќи тоа е, значи, тоа е она што ни дава сила и храброст, бидејќи јавноста стварно не подржа со сите сили. Во меѓувреме расте поддршката и од останатите невладини организации. Во наредниот период ќе биде формиран сојуз во кој ќе членуваат 60 невладини здруженија. Ние прераснавме во иницијатива 5 до 12, наскоро и правно ќе се формираме како сојуз 5 до 12 во кој што ќе членуваат сите здруженија на ниво на Македонија, без разлика на категорија и ќе бараме системско решение за сите категории заедно. Кампањата со која родителите бараат подобар живот за своите деца започна на 20 април со 3-дневно кампување пред собранието. Тродневно кампување во Жена парк е закажано и за овој месец. Потребно е да се соберат 150.000 потписи. 445 барања за обештетување се доставени до Комисијата за проценки на штети во општина Штип. Штетите треба да се пријават и до подрачните оделенија на Министерството за земјоделски експерти да ја проценат направената штета од последниот мраз. 445 земјоделци во Штипско и Карбинско доставија барања за обештетување на штетите од последниот студен бран што ги измрзна овошките и лозијата. Сите лозари и овоштари и само еден пчелар, но да бидат обештетени ова не е доволно затоа што истите ќе треба да се пријават и во подрачните единици на Министерството за земјоделство, за штетите да ги проценат стручни лица.
По примен допис од Министерството за земјоделство, а и во консултации со соседни општини, најверојатно општина Штипки има само обврска да ги извести сите баратели кои имаат поднесено пријави за штети, истите да ги достават и до ресорното Министерство за земјоделство. Причина е затоа што само тие имаат формирана комисија за проценка на штети, во која има и експерти од областта на лозоровоштарството, а општина Штип исто така има свој представник во нивните комисии. Штетите во подрачните единици на Министерството за земјоделство ќе се пријавуваат до 10 мај. Земјоделците кои ќе пријават штети треба да ги достават следниви документи: да понесат со себе имотен лист, лична карта, фотокопија од лична карта и фотокопија од трансакционна сметка. Постапката, поднесувањето на барањето крај кратко, а потоа комисијата излава на терен и ја направи записник во однос на состојбата на терен како ќе се примени. Пролетниот мраз пред време им го обра родот на земјоделците оваа година. Првичните проценки беа дека измрзнување кај овошките и лозовите насади е и до 100%. Минусните температури од пред 10 дена ги загрижија земјоделците и за следната реколта. На терен почна проценката на штети со представници од Министерството за земјоделство. Штетата од мразот оваа рана пролет само во Штипско се цени на 2 милиони евра. Прогнозите за источниот регион е дека можеби ќе достигнат и над 10 милиони евра. Се градат улици во Злетово. Општина Пробиштип во инфраструктурата во Злетово оваа година инвестира околу 5 милиони денари. Во меѓувреме завршени се и тендерските постапки за улици во други села и во центарот на Пробиштип. Општина Пробиштип почна со изградбата на помали улички во Злетово. Градоначалникот Тони Тоневски вели дека во моментов се градат помали улички во должина од 1100 метри. Покрај во овој дел каде што се наоѓаме сега, има уште неколку улици од левата страна по течението на Злетовска река и тие ќе бидат опфатени со овој проект. Инвестицијата за реализација на овој проект ја чини општината приближно околу 5 милиони денари. Се очекува за 2 месеци да бидат завршени сите улички во Злетово, пошто ќе се префрлиме и на уште неколку објекти кои што паралелно со овој проект во Злетово ќе се асфалтираат улици и во селото Пробиштип и во централното градско подрачје. Тоневски додава дека улиците во селото Пробиштип и во градот Пробиштип се во должина од 1700 метри. Тендерската постапка за овие улици е целосно завршена, а се очекува овие денови градежните фирми да почнат со работа. Тоневски вели дека во текот на наредните денови очекуваат да добијат и позитивен одговор од Светска банка за донација од околу 50.000 евра, и тоа за претходно што имаат реализирано проекти од инфраструктурата. Овие средства ќе бидат инвестирани во реконструкција на улицата Гоце Делчев до градинката Срничка во Пробиштип. Додека во државата расте бројот на новозаболени од варичела, во Штип состојбата е мирна. Во март и април регистрирани само 4 нови случаи. Епидемиолозите советуваат овча сипаница најдобро да се прилеже во детска возраст. По најавата дека е регистриран нов бран на овчи сипаници во државата, штипските епидемиолози смируваат. Бројот на заболени деца во Штип е минимален. Во месец април се регистрирани само 2 случаи. Исто волку пациенти заболени од варичела имало и во март. За разлика од кај нас, во останатите градови во државата бројот на новозаболени постојано расте. До сега се регистрирани над 3000 заболени, што е за 15% повеќе од минатата година. Од овчите сипаници најчесто заболуваат децата. Тоа е детско заболување кое е добро и да се прележи во детската возраст. Децата во училишта, помалите во градинките се во контакт и тука се пренесува тоа заболување. Болест обично трае кратко, карактеристичен е исипот, придружен со треска и малаксаност. По 2 до 3 недели од контактот со болното лице се јавува исипот. Подобро е овчите сипаници да се прележат во детството, бидејќи кај возрастните можат да настанат одредени компликации. Ако не заболи во детска возраст, а заболи во повозрастни години, тоа ќе се појавува едно друго заболување, херпес зостер, кое што е слично, меѓутоа многу потешко од големата сипаница.
За полесно да се поминат сипаниците, лекарите препорачуваат задолжително користење на течна пудра, како и разни средства на база на камилица кои се за ублажување на чешањето. Во Штип киоксот во кој требаше да се продаваат сувенири не профункционира со работа, па затоа вандалите си го направија своето. Вратата на објектот е разбиена, а оштетениот мебел е прашање на време кога целосно ќе исчезне. Во овој објект планот беше во Штип да се продаваат сувенири, но истиот не профункционира со работа, па овде немаше среќа никој да се вработи. Но затоа пак вандалите стапија на сцена. Од киоскот кој требаше да биде место за продажба на сувенири во Штип, ни се од сувенири. Разбиен е објектот, а овде околу објектот и фекалии. До кога во Штип ќе стоат објекти кои нема да функционираат, а вандалите ќе си го кажат своето. Објектот е искршен со разбиена врата, а и делот за реклама значително оштетен. Има некој многу паметен. Поред ли е века? Не е уред. Тоа не чини ово што се крши. Па не е убаво, оно се живо, кога се направи треба да се отвори право, а не да го чуват така. Искршено е. Да. Кој треба да го земе, да го направи, а не само да го формира тука и да заземе место. Зошто објектот за продажба на сувенири остана празен без ставење во функција, одговорот го знаат надлежните, но истите треба да го пронајдат и сторителот на вандалскиот чин. То наред си институциите конечно да дадат одговор за овој вандализам и да одговорат дали конечно во Штип ќе се случи простор каде што ќе можат граѓаните и туристите да си купат сувенири. Инаку во објектот за сувенири вратата е извадена, а таму, иако оштетен, се уште стои ентериерот. Прашање на време е кога ќе го снема и клима уредот, бидејќи штедливите светилки некој си ги присвои. Со првомајското празнување стартуваше и туристичката сезона. Туристичките работници се подготвени, а првите аранжмани за одмори на море од средината на месец мај се веќе распродадени. Со продолжениот празничен викенд стартуваше и туристичката сезона. Голем број на гости од земјата и странство продолжениот викенд го искористија за да ги посетат туристичките места во Македонија. Секако Охрид беше најпосетен и од домашни и од странски гости. Поголем број штипјани, освен во нашите атрактивни туристички центри, патуваа и во странство. Туристичките работници задоволни, најпримамливи аранжманите во соседството, Грција и Бугарија, но се патуваше и низ европските познати туристички убавини. Не е мал бројот на граѓани кои продолжениот викенд го споија и со денови од одмор. Во соседна Грција, Бугарија имавме доста патници кои што отидоа во Банско, отидоа и во Лутраки, одреден број на наши сограѓани. Имавме патници кои што отидоа и во Венеција на патување, да го искористат уште малку пролетното сонце, затоа што подалечните дестинации се реализираат претежно во период кога не е толку топло. Туроператорите се радеваат за добра летна сезона. Првите аранжмани се речиси сите распродадени. Инаку летната сезона веќе е на прагот на почетокот е за продажба и реализација на аранжманите. Првиот наш термин за започнување на овие екскурзии, на овие летувања е на 21 мај. Така да 21 мај е веќе се подготвено во апартманите на Халкидики, кај што ги имаме и островот Скијатос. И луѓето кои што веќе имаат уплатено и резервирано за овие термини, мислам дека се веќе и припремаат на летување. Интересни дестинации оваа година кои што ќе се продаваат освен соседна Грција, ќе биде и Сончев брег, но тука продажбата почнува некаде во јули месец. Ќе имаме Шпанија, интересна дестинација, каде ќе биде организиран чартер лет од Скопје и ќе имаме автобуски програми за Шпанија, за Коста Брава, Лорет де Мар. Така да со ова летување ќе имаат можности со граѓаните наши да ги видат и Ница, Кан, Монако, Монте Карло.
Инаку очекувањата на туристичките работници се дека оваа летна сезона треба да биде перикетна, бидејќи најавите на синоптичарите се за топло лето. Поевтини се аранжманите во мај и септември, но за да се летува на море оваа сезонија. За еден ден аранжманите се движат во просек од 40 па се до 500 евра, во зависност од изборот на дестинацијата и вклучените услуги од пансионот. Инаку туристичките работници и еснафот на угостители се подготвуваат и домашната понуда да ја подигнат на повисоко ниво. Велат ако оставиме добар впечаток и нашата Македонија ќе биде се повеќе посакувана туристичка дестинација. Оваа година чартер летовите се со зголемен број, а првите холандски туристи за првомајските празници веќе пристигнаа во Охрид, а ова е репер за успешност на предстојната туристичка сезона и за Република Македонија. Сообраќајна несреќа доцна синоќа половина час пред полнок се случила на Камен мост во центарот на Штип. Се судриле две возила, Мерцедес и Шевролет. Возачот е Мерцедес од 20 годишен штипјанец немал возачка дозвола, а 23 годишниот возач кој седел зад воланот на Шевролетот бил со 1,72 промили алкохол во крвта, информираат полицијата. Во несреќата со сериозна повреда се здобила 19 годишна штипјанка, една од 4 сопатнички во возилото. Постојат низа фактори кои ја загрозуваат безбедноста во сообраќајот. Брзината и алкохолот се најчести, но во предвид треба да се земат и други околности кои влијаат на безбедноста, односно на последиците од сообраќајните незгоди. Имаме индикатори кои што се однесуваат на возачите, понатаму имаме индикатори кои што се однесуваат на брзината на движење, ќе се ценат и ќе се оценуваат бројот на возила кои што се вклучуваат во сообраќај, не се регистрирани, односно не ги исполнуваат условите за безбедно учество во сообраќајот, технички неисправни и така натаму. Понатаму дефинирани се индикатори кои што се однесуваат на системите за пасивна безбедност, односно ќе се оценува колку од возачите, сопатниците во возилата, возачите на мопеди и мотоцикли користат системи за пасивна безбедност. Во животна опасност на клиниката Карел во Скопје е 54 годишната виничанка, тешко повредена во сообраќајната несреќа на клучката на 5-тиот километар на излезот од Штип. Во Делчевско СВР Штип регистрира 2 сообраќајни несреќи. На планината Голак на некатегоризиран пат се судриле 2 теренски моторцикли, од кои едниот се запалил и изгорел. Двајцата моторциклисти, 26 и 29 годишенот Делчево и Звегор се здобиле со тешки телесни повреди. Возач на Фиат Пунто кај селото Киселица Делчевско слетел со возилото од патот. Потешко повредени се 2 16 годишни момчиња, кои со уште двајца врсници од 19 години се наоѓале во возилото. Екипата на Брегалница беше блиску до поволен резултат на мечот со Силекс во Кратово, но прими 2 гола во последните минути. Шанса за поправен ќе има веќе утре, среда, кога на градскиот стадион во Штип ќе гостува Скопски Вардар. Во надпреварите од 30-тото коло во рамките на првата македонска фудбалска лига се постигнаа следните резултати. Шкупје Шкендија 1:1, Вардар победа 4:0, Силекс Брегалница 3:2, Пелистер Македонија Ѓорче Петров 3:1 и Ренова Работички 1:1. Веќе утре среда на програмата ќе бидат надпреварите од воредното 31 коло во кое ќе се сретат Ренова Шкупи, Работички Пелистер, Македонија Ѓорче Петров Силекс, Брегалница Вардар и Победа Шкендија. Сите надпревари ќе се одиграат во среда 3 мај со почеток во 16 часот. Добар фудбал зачинет со 6 убави гола, прикажа екипите на Овче Поле и на Китго Пехчево во Свети Николе. Додека пак во недела во Берово ќе биде фудбалски празник на надпреварот Малеш Китго Пехчево за продолжување на традиционалното рибалство на овие две екипи. Фер, корект и атрактивно со 6 прекрасни голови беше на надпреварот Овче Поле Китго Пехчево на градскиот стадион во Свети Николе. Китго Пехчево дојде во водство со голот на Андреј Симевски, постигнат во 60-та минута. На 1:1 изравни Владимир Нанев со гол што го постигна во 60-та минута. Овче Поле во водство 2:1 дојде со голот на Боце Ефремов што го постигна во 30-та минута. Стрелец на третиот гол за резултат 3:1 за Овче Поле беше Јорданчо Трендафилов во 43-та минута, пошто се отиде на одмор.
Во вториот дел, резултатот на 3:2 го намали играчот на Кит-Го Ангел Зафиров во 70-та минута. Стрелец на третиот гол за Кит-Го беше Мартин Димовски во 79-та минута, со што беше поставен и конечниот резултат Овчеполе Кит-Го 3:3. Еве ги комплетните резултати од ова 26-то коло. Овчеполе Кит-Го Пекчево 3:3, Василево Малеш 2:1, Рудар 1947 Напредок Здраве Радово 6:1, Тиверија Слога 1934 0:0, Работик Џумалија Каменица Саса 0:4 и Беласица Платховица 1:0. Табела: Беласица е на првото место со 64 бодови. Второ место за екипата на Платховица која има 57. Трето место Осогово 54. На четвртото Каменица Саса со 49. Петто место Кит-Го Пекчево 45. Шесто место Овчеполе 42. Седмо место Напредок Здраве Радово 30. На осмото Василево има 28. Девето место Брегалница Голак 27. Десето место Малеш 25. 11-то место Тиверија 21. 12-то место Рудар 1947 со 20 и последните две места 13-то и 14-то ги делат Слога 1934 и Работик Џумалија со 18 бодови. Седмото 27 коло на програмата ќе биде во недела 7 мај, а на интересот ќе биде на традиционалното дерби помеѓу екипите на Малеш и на Кит-Го Пекчево, што ќе се одигра во Берово. За повеќе информации, почитувани гледачи, можете да не посетете на социјалните мрежи. Ви благодарам на вниманието. Пријатно!